Да се подигне свеста за климатските промени, но и да се запознаат граѓаните од југоистокот со потенцијалните негативни ефекти кои што му се закануваат на регионот. Тоа беше целта на денешната трибина во Струмица, на која присуствуваа представници од одделенијата за животна средина на повеќе општини, како и членови на граѓански здруженија од областа на животната средина. Југоисточен плански регион всушност е еден од најранливите региони во Македонија од аспект на климатските промени. И дефинитивно мора да земеме сите активна улога во справување со климатските промени преку примена на националните легислативи како и на европските легислативи во насока на справување со климатските промени. Ние во проектот имаме и разгледуваме случај од аспект на учество на јавност, оцена на влијание на проектите врз животната средина и стратегиска оцена на влијание врз животната средина. Така што се трудевме со проектот да запознаеме што поголем број на луѓе, заинтересирани жители, граѓански организации, исто така одделенијата за животна средина од сите 10 општини од југоисточен плански регион. Реализиравме обука во насока на примена на EU 2020 пакетот за клима и енергија, кои што беа за граѓански организации и општините од југоисточен плански регион. Целата со овие трибини кои што ги одржуваме во 3 микрорегиони во југоисточен плански регион, имавме во Радовиш, во Богданци и денешната во Струмица, е да запознаеме и поширок круг на граѓани, жители на овие општини, конкретно со климатските промени и со легислативите на Европската унија. Климатските промени веќе се чувствуваат во регионот, а понатаму би можеле да бидат уште поизразени, вели Столе Ѓорѓиев, дипломиран инженер за животна средина. Знаеме дека Струмичкиот регион, посебно југоисточен плански регион, е изразито земјоделски регион. Па видите, граѓаните веќе ги познаваат климатските промени, веќе ги чувствуваат, да речеме, климатските промени. Последиците кои што ги трпат на сопствена кожа, посебно, да речеме, овој регион последните десетина години беше прво, да речеме, тешко погоден од поплави. Потоа имаме драстични сушни периоди во годината, кај што исто земјоделците мачат со нивното производство, обезбедување, нели, пристап до вода, а и од друга страна другите елементарни непогоди кои што се поврзани со град, со замрзнување на нивните култури, зимните периоди, посебно скоро сега во април месец имаше еден леден бран кој што го унакази, да речеме, производството, поготово на овошјето, да речеме, овошните култури, така да тие се ги чувствуваат климатските промени. Климатските промени ќе бараат и низа превентивни мерки од надлежните институции за заштита на животната средина, но и од земјоделците во регионот кои што екзистираат од одгледување на земјоделски култури.